Концепт со Ина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте во редовниот термин на Концепт со Ина. Јас сум авторката и водител на емисијата доктор Иванка Додовска и како и што правиме секој понеделник по овој термин, еден час се дружиме, почитувани слушатели, со една позитивна енергија и со желба за размена на искуства и некои нови сознанија кои, благодарение на моите почитувани соговорници, секој понеделник имаме нови видувања, нови перспективи, нови дилеми и прашања кои секојдневно потоа можеме да ги разработуваме во текот на целата работна недела. Јас искрено се надевам, почитувани, дека вие имавте денеска добар старт на оваа работна недела. Ова е последна недела во ноември 2015 година. Како што се одбројува полека времето и како доаѓаме некако до финалето или до крајот на целата оваа турбулентна година, исполнета со голем број на прашања, предизвици, дилеми, немири, немилост помеѓу граѓаните, големи дилеми и прашања кон политичките елити. Како и сето она што не обкружува во нашиот секојдневен живот, во нашите мали скриени качиња на нашето делување и действување, верувам дека ќе се согласите со мене дека на крајот од денот ништо не е докрај јасно и дека многу работи кои што на почетокот изгледаат како многу бомбастични, многу динамични, многу мокни, многу значајни, некако на својот финиш или на својот крај остануваат празни, недоречени и полни со голем број на негативни конотации. Дел од тие прашања се особено врзани за нашето општествено политичко небо. Неодминлива тема, иако Концепт со Ина е замислена како една широка арена на различни видувања, на голем број на сознанија, на плејада на активности кои што се поврзани како со политиката и општеството, така и со историјата, науката, безбедноста, религијата и сите оние клучни прашања кои што го врзуваат нашиот светоглед. Сепак најклучното и се уште најактуелното прашање околу кој што се врти Концепт со Ина е секако прашањето за политичката криза, за актуелните случувања во Република Македонија, како и за прашањата кои што се отвараат во врска со се она што не обкружува и сите дилеми кои што беа наметнати некако како натурени одозгора во овој изминат период. Така и ние, како што одминува времето, полека доаѓаме се движиме кон убавите празници кои треба да ни донесат спокој на душата, кои што треба да не соберат покрај нашите трпези, заедно со нашето семејство, со нашите пријатели, но и со прашањето за тоа што не чека во 2016 година. Со кои предизвици и дилеми ќе се расправаме и следната година и во однос на минатата, кои ќе бидат главните таргети околу кои што ќе се движи политичката агенда на нашите политички елити. Следствено на тоа, веќе присутен во Концепт со Ина, денеска би сакала повторно да ви го представам и да го повикам на еден убав разговор, на една преубава дискусија, почитуваниот професор и познат политички аналитичар, доктор Александар Даштевски. Најнапред да ве поздравам и да ви заблагодарам што дојдовте денеска и што одвоивте време да дискутираме во Концепт со Ина. Благодарам на поканата. Професоре Даштевски, мене ми е секогаш чест да се среќавам и да разговарам со вас, бидејќи вие покрај своето богато искуство што го имате и извонредна прагма врз база на која што се постулира вашата академска работа. Имам увид во вашиот научен опус и во се што вие работите досега и можам да кажам дека на вистина опсегот на човековите права го имате доведено до степен да можете да го анализирате и на микро и на макро ниво, што е особено тешко, особено во вашата бранша.
Оттаму како политички аналитичар досега сте еден од ретките кои покажат дека умее точно да ја процени ситуацијата и да даде вистинска анализа, и оттаму изминатиот период и македонските граѓани имаа можност да ве слушаат преку радио, телевизија и преку пишаните медиуми, но како и вашите студенти кои имаат можноста да користат вашата сила и знаење и да бидат менторирани од вас, што секако е драгоцено за Македонија и за македонската наука, но и за македонското општество. Оттаму ќе почнеме од крајот, па би сакала потоа малку да ги разгледаме неколкуте дилеми и прашања кои што јас ги имам и за кои што ценам дека нашите ценети слушатели би сакале да го чујат вашето мислење. А тоа е, деновиве имавме, нели, повторно објава на една анкета на респектираниот Републикански институт, која покажа видна предност на владеачката ВМРО-ДПМН во однос на опозицијската Социјалдемократски сојуз. Исто така, во оваа анкета видовме дека рейтингот на премиерот Никола Груевски расте, додека рейтингот на лидерот на опозицијата, господин Зоран Заев, е во благ пат од 7-то на 5-то место, што говори за едно интересно обстојување во ситуација кога имавме политичка криза, кога имавме политички договор, како што беше договорот од Пржино, покрај сите обвинувања и целото стагнирање или обид за стагнирање на општествениот и политичкиот систем, сепак анкетата покажува дека граѓаните не им веруваат на социјалдемократите. На што се должи оваа анкета и кој е вашиот коментар? Значи, прво уште еднаш да се заблагодарам на поканата за учество во емисијата. Одавно не сум гостувал и навистина ми е чест и задоволство да гостувам во оваа емисија. Меѓутоа, за жал, сега не можеме да ги обработуваме темите на меѓународна политика и геополитика, кои на граѓаните може да им ја направат и домашната политика подостапна, затоа што сепак се уште трае ова наша домашна внатрешна политичка криза и мораме да се посветиме на неја додека не се заврши, нели? Ова нели го поставивте сега како прашање, анкетите на ИРИ. Морам малку да ви исправам, мислам тоа е тоа, меѓутоа не е благ падот на лидерот на опозицијата, туку е драстичен, значи не е од 2%, тоа значи 30% пат, што е драстичен пат, меѓутоа кога не ни бил голем од 7 на 5, нели, посто, кога ќе го поделиме во проценти, тоа е 30%, а рейтингот на лидерот на владеачката партија Никола Груевски е еднаков на 18%, што е прилично висок рейтинг за некој политичар во Македонија од осамоставувањето до денес, така што тоа е многу интересно. Пред да почнеме да го коментираме тоа, ја би замолил само да се цитирам со една моја изјава која дадов во саботата, а ја пренесувам многу медиуми и сметам дека многу ќе каже, па после ќе ја анализираме. Значи, вака имам кажано за Алфа, рейтингот на лидерот на власта Никола Груевски расте, а опаѓа рейтингот на лидерот на опозицијата, затоа што сметам дека пред се тоа се должи на активностите на терен. Бидејќи народот, односно гласачите, го гледаат својот интерес, а не некои интриги, инсинуации кои доаѓаат од страната на опозицијата. Евидентно е дека тој говор на омраза што постојано го прави опозицијата, а посебно преку социјалните мрежи, со лажни профили, па дури и вистините, меѓутоа тоа не е толку важно. Важно е тоа дека носи негативен рейтинг. За разлика од тоа, гледаме на другата страна дека активностите се многу затаени во смисла на промовирање на кампањата, бидејќи евидентно е дека таа е препишана од скандинавските земји. Трендот на воспоставување на средна класа сега е надминат и тоа е исто како да немаат програма, за разлика од власта која на терен со граѓаните ќе ги лоцира вистинските проблеми на граѓаните и ќе се обиде да ги оствари. Значи тоа е таа моја изјава која спонтано ја дадов, меѓутоа веројатно беше добро погодена и после тоа ја презема неколку портали многу читани во Република Македонија. Значи, отприлика тоа е она што би можело да се каже сега за анкетата на ИРИ. Пред се, значи, работата на терен подразбира, да речеме, такви активности кои немаат врска со тоа што се случува на социјалните мрежи, што се случува кога не се ближат избори
кога се води некоја партиска политика надвор од кампањата и така натаму, сметам дека ова е веќе одработено. Затоа што секој аналитичар кој се занимава со истражување на јавното мислење или да речеме кој се занимава со изборна проблематика и така натаму, ќе ви каже дека за неколку месеци не може драстично да се смени рейтингот. Така. А овде гледаме дека се менува во обратна насока. Така што сметам дека и опозицијата е свесна за тоа. И само не ми се јасни некои работи кои навистина може да се наречат како феномен, или они почнаа едно време да ја промовираат својата кампања. Зашто викам скандинавските земји? Затоа што имаше еден спот, се сеќавате, каде што нивниот промотор, тој Тедовски, едно 100 пати во една промоција од пола сат го спомнува зборот Данска. Значи Так. Данска, она и сите сватија дека од таму, па ќе ја спомни Финска, па пак Данска и на крај тоа некој го направи тој спот, му е намонтирано лош филм, тоа е Данска. Значи не може да се припишува програм, туку треба да се реализира. Но дали соодветно, професоре Даштевски, да се превземаат такви примери од општества кои се со поинаков историски, културолошки и економско-политички прак? Значи тие успоредбата може би во некои генерални црти би можела да се прави, но ценам дека е малку далечна. Тоа е едно друго. Значи не мора човек да е економист за да знае што е потребно за развој на едно општество. Значи ние сме општество во развој, односно држава во развој, или има неразвиени држави во развој и развиени држави. Според таа подолба ние сме држава во развој. И точно се знае, значи светски мерила се знаат кои се за развој на една држава. Значи таму 2000-та година која е донесена она милениумска конференција на Обединетите нации, значи набројани се точно сите работи кои се потребни за развој на општествата во светот, за да се изедначи балансот во светот. Значи на неразвиени, на земји во развој, на развиени земји, и тоа се токму овие работи кои владата ги прави. Значи, ако се стисне на страната, ако се отвори страната на Обединетите нации, ќе се види значи во таа милениумска конференција точно дека тоа се развој на инфраструктура, развој на енергетика, странски инвестиции, комунални дејности, образование, здравство и така натаму, сето ова што го прави нашата влада, нели, прилекување, дури и домашните инвестиции. Затоа на многу луѓе не им беше јасно зашто се вложува, зашто се прават проектот Скопје 2014, па инфраструктура, па од каде пари, па како, па зошто. Меѓутоа тоа све е испланирано. Например, вие во САД, како број 1 држава во светот, најразвиена економски, ако немате 10% домашни инвестиции, тогаш развојот ќе стагнира. Тоа треба да им биде јасно на луѓето. Сега според овој буџет наш, да речеме ако е 2 милиарди или 2,5 милиарди, значи 250 милиони евра треба да се вложат во домашни инвестиции. На тој начин ќе се сврти тркалото, што викаат. Значи ќе се разработи, да кажеме, обично се вложува во тие активности, градежништво, па макар и инфраструктура, и тоа е еден вид на градежништво. И тука, значи, доаѓа до потрошувачка зголемување, се купуваат материјали за производство, се дават плати на ангажираните работници, тие плати се трошат по продавниците и така натаму. Значи, и без домашни инвестиции не е можно да се дојде до развој на општеството, а посебно странските инвестиции за кои гледаме дека секој ден значи се поголеми и поголеми, и фактички тоа доведува до комплетно подобрување на комплетната економска ситуација во Република Македонија. Да речеме, тие странци кои ќе дојдат, значи секоја таа странска фабрика мора да им даде на работниците, бидејќи знаеме дека се во тие слободни економски зони, а таму се за да можат непречено да работат, да не излекуваат од работа, да се шетаат на изгради и така натаму. Тоа се услови специјални. И таму треба они, за да бидат присутни цел ден таму, имаат нели пола сат пауза за ручек. Тој ручек и тие производи, сето тоа што им се дава на нив се купува од домашни фирми. Им се исплати да го носат од Германија или од Америка.
Значи се разработуваат голем број на домашни фирми. Понатаму, ако се работи за некој дел што им е потребен, а тука се произведува, исто така ти ангажира домашна фирма, односно трговско друштво, односно фабрика или погон, да им го направи. Например, некој штраф или некој друг дел од овие автомобилската индустрија, значи ги нарачуваат овде. На тој начин се зголемува производството во Република Македонија на домашните фирми. Тие домашни фирми со зголемување на производство имаат потреба од повеќе вработени, па тие вработени после имаат можност да заработат поголема плата. Ако продолжи тој тренд и така натаму, значи да не говориме за инфраструктурата, без инфраструктура тие не би ни доаѓале тука. Сега гледаме дека и последните патишта регионални кои беа во многу лоша состојба се прават и дека ќе бидат готови, тоа ќе биде уште поголем поттик на странските инвеститори, уште повеќе да инвестираат, но не само тоа придонесува и за развој на туризмот, и за развој на домашните фирми и така натаму. Сето тоа и голем број на други активности и проекти кои што 2006-та наваму владата предводена од премиерот Никола Груевски ги спроведува, прави голема дистанца од она што претходно го имавме видено како политичка пракса во Република Македонија. Политичките елити претходно со еден мал период во времето на владењето на Георгиевски, кога почнаа некои никулци на некакви процеси, но тоа беше многу кратко и ценам дека некои надворешни фактори влијаја за да можеме да ги оценуваме дали се успешни или неуспешни. Јас сепак не се согласувам дека во времето на Георгиевски најдобро се живееше, но се остави простор дека е можно да се случи нешто поинаку од она што го имавме како пример и како сознание во времето од владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Се разбира бегалската криза 99-та, кризата 2001 година, војниот конфликт придонесоа сиот тој процес да биде некако насилно запрени. Ние никогаш нема да можеме да знаеме што ќе се случеше на крајот од денот. Но за разлика од тој преседан, да речам, континуитетот на владењето на господинот Никола Груевски покажа дека тој стратешки, темелно и мощно родолюбиво започна некои процеси и се врати малку и наназад, она што можеби во раните 90-ти години политичките елити треба да го прават. Никола Груевски со својот тим го преземе на своји плеки и направи голем исчекор во однос на подигањето и на македонската национална свест, и на инфраструктурата, економијата, вработувањето, фаќањето со новите текови, воведувањето на интернетот, достапноста до сознанијата и до светските мрежи кои што отвараат простор македонските граѓани да не се чувствуваат затворени, да не бидат, да кажам, хибернирани во еден процес, во простор и време кои не се движи ни напред ни назад, онака како што платформата на социјалдемократите планираше да ја раководи Македонија. И оттаму далеко од тоа дека ние ќе можеме да процениме дали е фер или не е фер третманот кој што го имаат, можеби и пречките кои што го имаат ваквиот тип на програми, кои што и победуваат една за друга постојано на сите изборни циклуси. Ова што го имаме како резултат од анкетата, значи на ИРИ, со онаа претходно на Прима Галуп и уште неколку локални кои што се прават, посебно ценетите се разбира анкети на Институтот за демократија кои што ги работи професорот Владимир Божиновски, покажуваат конзистентност и јасност на ставовите на граѓаните во однос на тоа во каква Македонија сакаат да живеат и каде би сакале себе си да се видат и своите деца да ги видат, и се разбира сето тоа да има убав исход на крајот од денот. Видовме дека негативната кампања и она што го направија социјалдемократите, обидот да ја срушат ваквата концепција на владење, може да биде гледано од неколку различни агли, може да биде гледано и тесногледо, од аспект на тоа дека дневно политички социјалдемократите одбраа најцрна негативна кампања, како би успеале било што да направат, некако да се испрепелкаат од живата кал во која што тонат константно. И може да се гледа и малку со една поширока диоптрија која што ги зафаќа и регионалните и глобалните закани, како и недобронамерните потези на одредени елити во светот кои што не сакаат да ја видат Македонија самостојна и независна,
не сакаат да го видат македонскиот народ самостоен и независен и не сакаат просперитет за македонските граѓани. Причините можат да бидат од повеќе, значи на повеќе степени да се градираат. Но за тоа и за уште многу други дилеми и прашања за кои што би сакала да дискутираме денес со почитуваниот професор Даштевски по кратката пауза за реклами. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Радио Брановите на најубавото радио во боја, Радио Слободна Македонија. Денеска во Концепт со Ина дискутираме со почитуваниот професор доктор Александар Даштевски, познат македонски политички аналитичар, за последната анкета на Републиканскиот институт, како и за разликите помеѓу владачката гарнитура предводена од премиерот Никола Груевски и опозицијата на чело со господинот Зоран Заев. Продискутиравме за некои така интересни моменти кои би можеле да се вклопат и да дадат една, да речам, појасна слика на сите збиднувања. Но сега, професор Даштевски би ве замолила, ако може повторно да се вратиме во оној дел кога зборувавте за програмите, програмските определби на социјалдемократите и на владачката ВМРО ДПМН и да ни објасните малку повеќе како ја правите дистинкцијата и која е вашата анализа во однос на тоа како се диференцираат овие две програми. Прво ќе се вратам прво на оној концепт за континуитет на овие истражувачки, за овие куќи што го истражуваат јавното мислење. Значи тука сметам дека неколку се издвоија, како што се Ири, како што се Прима Галуп, како што се куќата на професорот Божиновски и така натаму. Значи тука зашто се издвоја? Затоа што перманентно во континуитет даваат слични резултати како што излегуваат на изборите. И сега не можеме ние да зборуваме дека еве не биле коректни, дека нели бомбите и така натаму, кога веќе ние го знаеме однапред резултатот, односно знаеме какви се анкетите. И тука нема големо отстапување, може 1 до 2% максимум, меѓутоа нема големо отстапување. Така што сега исто така анкетите ни покажуваат многу работи. Имаше, знаеме дека кога секогаш имало прилично голема разлика помеѓу власта и опозицијата, меѓутоа знаеме кога почна бомбите, кога не беа луѓето доволно сигурни што е вистина, што не е, дали е тоа наместено, од кого е наместено и така натаму. Имаше некој благ пат на рейтингот на власта од 1-2%, меѓутоа сега гледаме дури и пораст. Сега рейтингот на власта е повисок отколку што беше на изборите 2014 година. Според овие анкети што ги прават овие агенции реномирани и странски и домашни. Значи тоа покажува нешто. Тоа покажува дека активностите кои ги правеле партиите во изминатите неколку месеци биле многу добри. Односно покажуваат дека власта правела позитивни потези, а дека опозицијата негативни, и сега фактички они треба сами тоа да го координираат, да видат дали им одговара или не. Значи, гледавме што правеше власта, значи постојано на терен, постојано меѓу граѓаните, решавање на нивните проблеми. Значи, премиерот знаеше во 2 саца бајле во гумени чижми да излезе и да отиде во Тетово, таму во Тетовско, дури без обезбедување, без некои посебни мерки, за да им помогне на граѓаните кои живеат во Македонија. Значи да ги спаси од попла и да ги спаси. Значи видовме како преку телефон ги решаваше нивните проблеми во минута, во секунда, да не кажем, или во 2 дена, да речеме. Не вообичаено, значи, воопште за југоисточна Европа не карактеристично така едно поднесување. Затоа што тој прашува дали може, за колку време може. Енергичен, брз. Пред некој ден оној случај што беше со станот, со тоа ромско семејство, многу члено. Значи овој директорот на јавното предпријатие му вети дека ќе го реши за 2-3 дена, и точно за 2-3 дена видовме на телевизија дека за 2-3 дена се реши, а некои работи се решават во ист момент. Значи тоа е тоа што го бара народ. Народ, затоа ја и тука викам дека не доста е веќе од таа негативна енергија, доста е веќе од тој говор на омраза, доста е од интриги, инсинуации, ова вака било, она така било. Значи сакаат конкретни резултати. И се додека владеачката партија ги игнорира, значи она си ја врши својата работа, а тие продолжуваат со таа негативна кампања, уште може да очекуваме дека можеби уште 10-20% ќе падне нивниот рейтинг, а другиот ќе се зголеми. Значи уште поголема разлика. И не се случајни тие зборови, сега не е тоа некое фалење или нешто, меѓутоа тоа е резултат на логика, што викаат од владеачката партија, посебно лидерот,
дека ќе биде многу убедлива победата, односно ќе биде огромен поразот за опозицијата, бидејќи таа сушност нели се обидува као направиле некоја кампања. Видовме, реков дека евидентно дека е препишена од скандинавските земји, а знаеме, нели спомнавме што треба да се прави. И сега да речеме наводно ја има таа кампања. Зашто не се промовира тоа? Не е тоа сега. Вие гледате дека сега како се објави, значи во Александар Палас каде се одржа таа конвенција за прибирање на идеи од граѓаните, што сега ја прави ВМРО како нешто најново. Они има една кампања која не се завршува за брзо време. Плюс тоа знаеме дека нели постојано има избори кај нас. Ни еднаш оваа власт не успеа да остане 4 години без избори, па да може да докаже што знае. Значи нели она во 100 чекори програмата во 2008 после 2 години, затоа што не беа 4 години, беше продолжена и надградена. Да. И сега па имаше манифест и така натаму, меѓутоа сега нешто сосема ново се појавува, че прибирање на идеи од граѓаните. Сега баш пред да дојдам овде, читав новости, мислам на социјалните мрежи што има ново, Так. и гледам дека некој професор предложил програма од 800 страни. Значи само од тука ќе се извадат не знам колку квалитетни работи кои ќе придонесат за подобрување на стандардот на граѓаните. Значи ние во таа смисла тоа е нешто како револуција по однос на оваа програма за градење на средна класа. Па вие ако сте рекле дека ќе градите средна класа, ако гледате дека нема ништо тоа, треба преземете мерки нешто да смените. Значи можеби скандинавските земји, меѓутоа најбогатите луѓе во светот, гледаме по извештаите и на Forbes и на други угледни магазини, живеат во скандинавските земји. Значи тие него стекнале богатството така, значи таму либералниот капитализам функционира како во цел свет. И со декади се развивал. Така е, кај нас беше исечен. А затоа исечен. нема сиромаш, затоа што функционира Насилно либералниот капитализмот беше исечен. Може да се одвојат средства да се платат сите луѓе. Значи ние имаме гастарбајтери од Македонија, од просторите на поранешна Југославија во тие земји. И сега, например, ако таму гледаме овие еврокомесари имаат плати по 20-25.000 евра месечно, зависи дали е подпредседател, председател така натаму. Значи тоа се неге 300.000 евра на годишно ниво. А нашите гастарбајтери, да речеме, имаат по 3.000 евра. И тоа се 30-40.000 евра годишно. Ако работат двајцата, тоа е за нив супер. Без оглед што, например, овие имаат многу повеќе од нив. Меѓутоа, овие со тие пари што ги примаат, може да ги задоволат сите своји потреби. На тој начин би се градела таа, и затоа викам ја, ако напредуваат нашите предпријатија, ако одат напред, као она што го зборевме претходно, значи тогаш ќе се зголемуваат и платите и стандардот. Затоа што беше погрешно сватено дека доаѓа тука затоа што има поевтина работна сила, меѓутоа ако се вработат двајца од семејство, тоа се веќе дупло средства. Ако тие таму имаат топол оброк, имаат превоз, други бенефиции, имаат нели значајно се подобруваат условите за живот, така е. Полека се зголемува тој стандард, а доколку се зголемат условите на ниво на регионот, на светот, ќе се зголемуваат и платите. Меѓутоа, видите, тоа се работи за она основна работна сила, значи ниска работна сила. Доколку сте, да речеме, преведувач во слободната зона, пошто имаме една пријателка која е преведувач, веќе таа има од 800 до 1000 евра. Зависи дали е од германски, од англиски, од кој јазик кој е попотребен. Така што тоа е солидно, не е баш во нашите стандарди. И сега не ми е јасно, значи покрај сите славоси што ги направи и се зема од скандинавските земји, па дури не се потрудиле ни знакчета да го средат. Значи земале знак од ПКБ-ла, копирале сладоледи од Белград. Значи, па барем да земале знак од некоја многу јака фирма, па и да се открие, ќе каже добро, овие значи имаат визија, знакот е јака фирма, знакот е земен од ПКБ-ла. И на се тоа од оскора веќе таа програма никаде не можеме да слушнеме, веќе нема промоција, не се оди на терен, не се оди меѓу граѓаните. И тоа е резултат на она што го збориме, овие анкети, зошто рейтингот паѓа, а расте на спротивната страна. Од друга страна, не треба да ги заборавиме овие мегафоните, така наречени на опозицијата, како што е Геровски, например, Родановски и другите. Јас мислам дека им носат огромна штета, затоа што минатата недела, нели,
Геровски даде таа идеја за федерализација на Македонија. А толку се мачевме да дојдеме до овој степен на хармонизирање на односите. Професоре, за тоа сакам посебно да разговараме, затоа би друго поканила да одиме малце на уште една кратка пауза за реклами, една убава музичка номера и повторно се враќаме назад. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Концепт со Ина. Денеска дискутираме со професорот Александар Даштевски за последната анкета на ИРИ, како и за состојбите на македонското политичко небо, особено за разликите помеѓу позицијската владеачка ВМРО ДПМН и лидерот и премиер на Република Македонија господин Никола Груевски и Социјалдемократскиот сојуз како предводник на опозицијскиот блок на чело со господинот Зоран Заев, нивните разлики во однос на програмските определби, визиите и резултатите од нивните политички и општествени активности. Професор Даштевски, малку по спроведувањето на договорот од Пржина остана нејасно помеѓу македонската јавност околу тоа како сега Социјалдемократскиот сојуз е опозиција или позиција, или е деми по позиција опозиција, бидејќи видовме дека по силата на овој политички договор како владени функционери настапија високи партиски функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Како го гледате овој политички микс или овој политички компромис кој што беше направен? Па нели сега би се навратиле да дадеме увод за да се разбере подобро од страна на граѓаните. Да речеме, веќе не е тајна во Македонија дека ова што се случува и се уште трае во Република Македонија еден вид на обоена револуција, меѓутоа нели објаснувавме повеќе пати дека некои обоени револуции успеваат, некои не успеваат. Да речеме во Турција сега Ердоган повторно освои огромно мнозинство на гласови, значи таму се употребија огромни средства, демонстрации, по 100.000 луѓе имаше на Таксим и на крај не испада ништо од тоа, значи довербата ја доби тој. Да земеме и други примери, нели имавме и во Европска унија таков случај кога влегоа во Унгарија во парламентот, дури го запалија, меѓутоа тоа беше инсценирано затоа што довербата на граѓаните реално е на страната на Орбан и на демократски и фер избори. Тој доби огромно мнозинство и ден денеска е на власт таму и работите се одвиваат солидно. Тоа се проба и овде и благодарејќи на она што веќе го видовме сценариото во Република Македонија 2001 и 2002 година, намерите на опозицијата која соработуваше со тие странски фактори кои сакаа да го изведат тоа сценарио и со некои организации како Канвас и други веќе ги дознавме. Сега нели вела дека и одредени други консултанти од Република Српска кои се занимавале со криминални активности имаат некоја агенција која ги консултира социјалдемократите, што повторно е погрешен потез. Јас мислам дека само во своите редови треба да се бараат кадри, дури и да не се во вашите редови треба да ги донесете, кои ќе бидат добри политичари, кои ќе бидат како да кажам мозокот на партијата и на некој начин decision makeri, кои ќе одлучуваат како ќе се носат и какви одлуки ќе се носат и како ќе влијаат тие на состојбите во Република Македонија. Сметам дека покрај другото, оваа влада успеа да го направи тоа. Направи еден млад тим, значи кој е извонредни способности има. Значи кога преговараше СДСМ и ВМРО, кога преговара во клубот на претеници, нели, за договорот од Пржино, тогаш релативно млад тим учествуваше заедно со лидерот на тие преговори, а од другата страна имаше квалитетен тим, но многу помал. Релативно, нели, секојаш одеше и сегашниот министер за внатрешни работи, кој нема некое искуство во таа област, меѓутоа и професорката Рената Треневска-Десковска, која можеме да кажеме дека е солидна, Шихеринска одеше во смисла на тоа дека е во врвот на партијата, меѓутоа ВМРО секогаш имаше 6 или 7 луѓе преговарачи за кои сега можеме да кажеме дека се искусни политичари и извонредни политичари. Да речеме тука беа, да речеме Никола Поповски, министерот за надворешни работи, кој не знам, перфектно зборува англиски и француски, има завршено постдипломски во Франција и во Англија и така натаму. Значи со искуство од 10 години во странство
да кажеме Мартин Протуѓер кој во Германија има завршено месечини. Понатаму вие не можете сега да зборувате за Илија Димовски како пред 10 години. Сега се работи тука за врвен политичар и кој е шеф на изграден лик изграден политичар кој е и шеф на пратеничката група, не случајно стае на тоа место и кој е посветен на својата работа со години како и претходен директор на Центарот за комуникации, значи човек кој 24/7 буквално посветува на тоа работење, сега малку и да се нашалиме, меѓутоа од Нино Тодоров, кој знаеме дека е невиден воркохолик, значи 24/7 исто така, и кој беше уште во тој тим, значи многу квалитетни Александар Георгиев и другите, многу квалитетни млади луѓе, веќе искусни политичари со солидно образование, и мислам дека бидејќи сум разговарал со представници од опозицијата, сметам дека они тука прават огромна грешка. Они сметаат дека тука се работи за едно централизирано управување, дека на нив им се кажува само што како. Никој не би носел толку луѓе ако не се консултира со нив. Знаеме дека повеќе луѓе подобро мислат. Затоа што представниците на опозицијата тука грешат. Демек, премиерот, семејството, тие фрази што ги употребуваат, и тука завршува приказната што апсолутно не е точно, затоа што го гледаме тоа. Значи, кој ќе отидат таму, има пауза, на пауза седат 6 души и се консултираат. И сега тие повеќе мислења што ги имаат, они ќе го изберат најдоброто мислење. Тука е предноста на премиерот. Зашто сега овие идеи се взимаат од сите граѓани? Затоа што никој не е најпаметен. Се консултираат сите аспекти. Тоа само може да донесе резултати. Се додека мислат така, ќе губат. Затоа што и сега мислат така, и ги гледам дека мислат така, и тоа е многу лошо за нив. Ако тие сериозно ја сватат партијата на власт, која сега, викам, не само овие десетина луѓе или стотина, во врвот што се, знаеме како работат градоначалниците, гледаме на терен како извршуваат и ги прашуваат граѓаните дали се задоволни, така натаму. Од друга страна имаме градоначалник, например лидерот на опозицијата, кој не оди во општината. А да не зборуваме сега што се случува во Куманово. Значи, видовме пред некој ден, значи нема канализација, нема вода, нема елементарни животни потреби. Каде е културно забавниот живот, да кажеме, тоа веќе е заборавено. Се сведува на неколку кафулиња во градот или сладкарници и тоа е завршува приказната. Значи, тоа е таа разлика во квалитет која има помеѓу овие две. Сега, помеѓу овие две политички партии главни во Република Македонија. И сега, кога ќе дојде, и зашто се толку сигурни и убедени дека ќе победат? Кога ќе дојде изборната кампања, значи тука, нели, веќе е една специфична работа. Кога ќе се дојде тој момент, значи се пуштаат во работа преку 20.000 луѓе. Ние гледаме каква унија на млади сили изгради ВМРО ДПМН. Значи тоа се луѓе кои се неверојатно вредни, амбициозни, кои се исполнителни, и имавме прилика да гледаме и на телевизија, значи како ги организираат своите годишни конференции и така натаму. Тоа е војнички организирано. Значи тие луѓе се подготвени да ги изнесат изборите на грб, а од друга страна тоа што фали кај опозицијата е луѓе квалитетни, млади луѓе и масовност. Тоа се губи таму и после овие избори не верувам дека ќе продолжи. Професоре Даштевски, ние ќе направиме уште една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, останете, веднаш се враќаме назад. Еве не повторно назад, концепт со Ина, веќе 14 минути до 18 часот, времето на вистина брзо тече. Никако не можеме со професорот Даштевски докри да си завршиме секоја емисија. Мене ми остануваат уште многу прашања кои што сакам да ви ги поставам, и навистина сметам дека и јас и моите слушатели имаме потреба од анализи како вашите, бидејќи едноставно во нашето секојдневие
и постоја, значи конфузијата на информации кои што доаѓаат како од електронските медиуми, така и воопшто, значи од целиот медиумски простор, па и од непосредните коментари и видувања, можеме да забележиме дека постои една голема збунетост помеѓу македонските граѓани, особено и кога, еве, пред малку и вие споменавте, кога станува збори за локовски поделените аналитички мислења кои што се вкрстуваат на во оваа политичка битка. Така сега, до пред известно време, најголемите протагонисти на рушењето на владата и најголемите гласноговорници за некаква си диктатура и ред други прашања кои што ги поставија како дилеми пред македонските граѓани и како опција која што мора да биде сменета, пошто и дојде по масовните протести, по присилбите и политичките закани, како резултат на бомбите кои што ги лиферуваше опозицијата. За сега да дојдеме, професоре Даштевски, во една ситуација самите тие протагонисти некако во една папазјанија малце по малце да излегуваат од она претходно зацртана шема на действување и да почнуваат како некако на своја рака самостојно да излегуваат одредени предлози, со одредени спинови, со одредени дилеми, кои мислам дека повеќе се насочени сега во моментов кон прашањето за обстојбата на опозицијата, отколку што воопшто се, нели, дилема која што треба, нели, директно да засегне владачката гарнитура. Но има постојано еден призвук на една мрачност во целата таа папазјанија, пак би рекла, па би сакала да го чуам вашето мислење. Добро, ја пак ќе се вратам на тоа дека, нели, вештачки се предизвика кризата, кога ќе се предизвика вештачки криза, таа постои, нели? Па така таа предизвикува и други проблеми, нели? Требаше бруто производот да биде многу поголем и тоа спрема извештаите на Меѓународниот моnetarен фонд, не према нашите, а и према нашите извештаи на Народна банка. Сега поради ова вештачки предизвикана криза, бидејќи ние знаеме дека во пролет, која е најзгодно време за такви ситуации, нели, арапска пролет, оваа пролет, онаа пролет, се предизвика тоа и немаше баш клима тука кај нас за тоа, меѓутоа успеа да ги наметнат тие методи кои се карактеристични за да речеме слабите држави во светот, да речеме успеа да наметнат меѓународниот фактор да се замеша, иако се и самите не се задоволни од тоа, бидејќи не е тоа што се очекуваше. Значи тој се замеша за да се направи една фер игра, а не да се дојде насилно на власт. Затоа што имавме ние во мај насилни демонстрации, па имавме, нели, и воен отпор во Куманово, бидејќи се собираше една група што сега гледаме после Париз и после Брисел, гледаме дека требало овде во Скопје да бидат направени поголеми нереди отколку што се таму, односно поголема штета да се направи. А знаеме дека само во Париз загина до сега 130 луѓе што се знае и 90 се тешко повредени со животна опасност се, а 352 се вкупно повредени. И од тогаш имаше неколку дели уште инциденти, а пред тоа имаше Шарли Ебдо пред година дена и имаше напад во еврејскиот кварт. Значи тоа се тие, бидејќи некои кај нас токму од блиски до опозицијата, да речем новинари или фактори, него сваќа тоа, сака да инценира дека вештачки било намерно направена таа криза во Куманово, затоа што тие имале некоја солидна предност во тие демонстрации, па за како да се спречи тоа, ќе се направи кризата во Куманово, меѓутоа од самите протагонисти што учесници во тој настан, после беа дадени изјави од кои едната изјава, нели, ние ги слушавме и прикажува кои се тие луѓе што требале тоа да го направат, од кои едната беше дека некој со золја требал да изфрли ракета на камениот мост, каде што во секој момент има преку 100 луѓе, а другиот требал да стави бомба во Скопје Сити Мол, каде што па има стотици луѓе. Да, тие се планираните акции кои што се оставени тука и на Балканот, типа како резултат на војните во бивша Југославија. Слично сценариото како во Франција.
Значи ама, не е професоре, тоа дека даште- било глума некоја. Знаете, бидејќи немаме многу време, јас Да. би сакала да се не осврнеме одиме на на- анализите, тоа е многу Да. посебна тема. Мислам дека може да направиме една така, ние еднаш кога говоревме за Шарли Ебдо, но може да направиме заедно со мигрантската криза една убава дебата, може да викнеме уште некој можеби од Центарот за справување со кризи и така да видиме нивните сознанија и бројки. Сега би сакала за крај да ни кажете кои се вашите видувања и од каде потекнува идејата, ете го спомнавте Гировски. Од каде сега Гировски почнува повторно да актуализира темата за федерализација и како гледате на сите овие, значи самиот бранд кој што го повлече после пишувањето на неговата колумна? Ова што го зборува сушто ми беше повет, меѓутоа малку подолг. Јас се плашам дека ќе дојде уште прашањето. малце крајот на Да. емисијата, а би сакала да го чуеме Значи мислењето. сакам да кажам дека сите тие работи требаше да дојдат кога една таква криза во која на пример би дошло до смена на власта, меѓутоа не демократска, туку насилна или не по волја на народот и така натаму. Меѓутоа не се случи тоа. И сега ние чекаме да дојде тој 24 април, затоа што власта е убедена во победата. Само не знам како сега се ревитализира таа идеја за федерализација, затоа што сметам дека се створи една добра атмосфера, добра клима на сожителство, дека Охридскиот договор воглавно се спроведе, донесените се сите придружни закони. Јас не знам, може би има некои работи да се разгледаат уште, може би треба да се направи уште нешто, меѓутоа сметам дека има повеќе работи направени од тоа што беше предвидено. Значи, вие во ТТО сега имате, се говори главно на албански јазик, а се преведува на македонски ако се обезбеди преведувач. Значи, има и обратни ситуации каде што треба да се бурат македонците, затоа што се тие дискриминирани. Така што тоа не е проблем. Проблемот е сега, бидејќи се гледа, евидентно е, не се толку слепи за тоа и главно ги прават и странски агенции овие анализи, односно мерење на рейтинзи, и јасно е кој ќе победи, и сега се става факторот, албанскиот фактор е на непријатна ситуација, ако не се направи ревизија на рамковиот договор, да не стапи во коалиција со партијата што ќе дојде на власт, додека не се направи тоа. И сега фактички се доведува во ситуација повторно една демократски изберена влада да се условува дека нема да се формира влада доколку не се направи нов рамковен договор, односно ревизија на рамковиот договор со повеќе права. И сега се споменува... А кои се тие права? Што е она што недостасува, бидејќи изборувавме претходно за проценти, кога се потпиша Охридскиот рамковен договор, се постави кота за малцинството кое што треба во одредени средини на повеќе од 20% да добие одредени услови кои што се темелат на мајчин јазик, на образование на мајчин јазик, на и сите други следствени поволности. Тоа е јасно и тоа нема дилема. Каде одиме сега? Дека се дадени и повеќе права од тоа што се светските стандарди. Значи тоа е нова проблематика, тоа е проблематика која се во 90-тите години, и тоа главно во Советот на Европа. Затоа што и Обединетите нации многу не се занимавале со таа проблематика, поради оној принцип на суверенитет, не мешање во внатрешноста, па така и во внатрешните групи на Русија не ни дозволи да се мешаат. Таа го реши прашањето, знаеме како го реши во Чеченија, Ингушија, Северна Осетија и Дагестан, се уште има проблеми. Вчера ликвидирале 11 или 14 граѓани на Русија кои се обителе да нападнат и така натаму. Значи, они не дозволуваат, они ги даваат сите права, меѓутоа главниот јазик мора да биде рускиот јазик, мора да биде унифицирана држава, а даваат слободна вероисповест, слободно користење на културните и другите права што и традиции што ги има таа заедница. Така што мислам дека ова е уште еден обид за некаква политизација за дестабилизирање на државата, бидејќи доколку победи партијата која сега е на власт, нема друга основа да се прават проблеми. Нели, рековме, ако после 24 април победи, веќе одиме напред. Нема што сега. И сега се бараат начини како по секоја цена да не може да се оди напред, да се створат проблеми во Република Македонија, па дури
да не постои доколку опозицијата не дојде на власт. Дали станува збор само за опозицијата или станува збор можеби професоре Даштевски за неколку политички групации кои не им мислат добро на Република Македонија. Можеби мислат добро за своите лични животи, за своите семејства. Веројатно сите тие добро се ситуирани и гледаме, значи не може скапите чанти, чевли и фризури да се скријат. Тоа не е нешто што мене лично ми пречи. Секогаш сакам да видам убаво дотирани луѓе, но говори многу и за хедонизмот кој што владее во овие левичарски кругови, кои што се раководени од неколку, како што реков, веќе групации кои што ја покажуваат во својата позадина, не размислуваат на долг рок за унитарноста и за одржливоста на нашата земја, што мене посебно и како аналитичар, и како професор, како мајка, како сопруга, како граѓанка ми причи исклучително многу. Значи не гледам обединување околу државноста, тоа е она што лично мене ми пречи. Например, може да имаме различни видувања, можеме и ние двајцата дебатирајќи, размислувајќи, да имаме различно сваќање за одредена проблематика, да имаме свој став и така натаму. Но кога станува збор за она што е универзално и што не обединува сите, тогаш тука нема прашање за кое што треба да се постава. Значи, прашањето за унитарност треба да биде прашање кое што сите политички елити треба да го бранат. Уставот сите политички елити треба да го бранат. Својата земја треба ние да си ја браниме, да си ја почитуваме. И тоа е она ми се чини што се провлекува и што пречи, но за тоа и за уште многу други теми, верувам дека наскоро повторно ќе можам да ви имам во студио да дискутираме. Почитувани слушатели, тоа беше мој драг соговорник, професорот Александар Даштевски. Уште еднаш ви благодарам за учеството во емисијата Концепцина. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепцина. Денеска е 23 ноември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Ви посакувам секое добро. Концепцина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18